Многу често се прашуваме зошто младите си одат од државава или зошто децата во школа учат од неисправни учебници или зошто е ваква ситуацијата во државата. Па дечки, еве дел од причините. Што да ви кажам? Како млад човек во државава, колку повеќе информации читам и дознавам, толку повеќе се разочарувам и ги сваќам од дечкиве што си е се више заминати или сакаат да си одат од државава. Секоја пета институција во државава постои само заради директорската фотелја. Дечки, окей, значи не мора ради една фотелја да ја уништувате државава, еве јас волонтирам на сите по една фотелја да ви купам. Вика дека секоја пета институција на јавниот сектор има помалку од 20 вработени, со што е невозможно да функционираат. И постојат за доделување функции на партиски луѓе, заклучува функционалната анализа на UNDP. Нормално дека не може да функционира како што треба институција која што ја води човек кој што не треба да ја води или нема соодветни или едукација или искуство или воопшто не му е ни гајле за тој оддел. Во голем дел од институциите директори се поставуваат со партиска книшка, луѓе кои што имаат некаква заслуга во партијата, биле активисти или биле некакви функционери во партијата. Арно, ама дури и тоа не е доволно, затоа што во еден момент, нели, ќе се случи да снема институции, пошто секаде се веќе ставени партиските луѓе. И што се дешава во таков момент? Епа се создаваат нови институции, се измислуваат нови институции, за да може овие партиски луѓе да се постават таму во фотелјата. Дечки, мора да им се најде фотелја, како? Значи, не сме инаку. Што не е јасно? На луѓето им треба фотелја. Направив на Инстаграм една кратка анкета за тоа дали луѓето во Македонија им веруваат на институциите. За 24 часа добив околу 700 одговори, од кои што само 4% кажале дека им веруваат на институциите. До душа добив и неколку пораки во инбокс дека погрешка стиснале дека им веруваат. Така што сигурно оваа бројка е многу помала од 4%. А исто така имаше и некои коментари од типот само застани некаде да чекаш на шалтер и сеќе ти стане јасно. А друг коментар вика дека сигурно само оние кои што работат во јавна администрација стиснале дека им веруваат на нашите институции. И како бе дечки младиве да останат у Македонија кога треба да се занимаваат со вакви глупости? Дечки, ова не е некоја нова информација, ние знаеме сите и можеби и на нас не се случило или сме слушнале некој близок да барал работа некаде и не му ја дале работата заради книшка, заради партиска книшка. Ова не е ништо ново, ова е нешто со кое што се соочуваме ние сите и не тангира сите. За во државава да почнат да функционираат како што треба работите, треба да се престане да се вработува врз основа на партиска книшка и единствениот критериум за тоа дали некој ќе ја добие работата треба да биде дали е тој најкомпетентниот човек за таа работа. Крај на муабетот, без разлика дали е машко, женско, македонец, албанец, не знам, американец, геј, стрейт, не знам, марсовец, што и да е. Значи, не треба тоа ништо да биде важно, а најмалку политичката определеност и тоа дали си воопшто политички определен. Нормално дека нема да функционираат институциите ако ги водат луѓе кои што не се компетентни или немаат искуство или на крајот на денот не ми е ни гајле за таа област. Значи не можеме ние да очекуваме дека едукативниот систем ќе биде како што треба ако луѓето кои што го водат целиот тој систем не им е гајле дали едукативниот систем е добар или не. Во секој случај сакам да нагласам дека со ова видео не напаѓам една или друга партија, пошто мене ми се сите исти. И лично јас немам појма кој е министер за едукација, не е ни важно во случајов. Со ова сакам да дадам еден апел кон властите да конечно се доведе закон за вработување и напредување во администрацијата според заслуга, а не според политичка книшка. И дечки, ова е една работа која што треба сите да не загрижи, мислам дека. И првиот чекор кон промена на нештото е
граѓаните, народот да се информираат и да знаат што се случува во оваа држава, за да може, нели, информиран човек да завземе став и да направиме некаква промена, да ја правиме конечно државава. Така што ќе ви ставам во description неколку статии каде што можете да прочитате повеќе и да се информирате за сево ова. Прочитајте, информирајте се и ајде да ја правиме државава, пошто ќе си отидат сите и после нема да биде битно ниту име, ниту презиме, ништо. Ќе пишуваме на Facebook од Сиднеј. Македонија за секогаш вечна.